Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, добро вечер и навистина ми е мило и драго што можеме и оваа вечер се разбира со помош Божја. Поради милоста на Господа и благодатта Божја која што Господ секојдневно ја покажува на нас, ние и оваа вечер ќе имаме можност, Бог ни е дал таа можност да ја уживаме таа привилегија, да можеме да ја имаме емисијата Гласот на вистината. Гласот на вистината е емисија која што се емитува еднаш неделно и зборува директно, се разбира, од Светото Писмо. Почитувани слушатели, веќе неколку серии предавања на самата тема. Дали Библијата е се уште актуелна? И сметам дека дадохме доволно одговори на оваа прашање. Целта на сите овие емисии кои што досега беа емитувани и ќе се емитуваат понатаму, се разбира е тоа да ве натераме да почнете да го читате Светото Писмо. Се разбира дека тоа е за ваше добро. Исус на своите ученици, кои ги нарече апостоли, им рече дека тие се чисти веќе преку Словото Божјо кој им било проповедано, се разбира, од негова страна. Затоа и ние секогаш зборуваме директно или проповедаме директно од самото Свето Писмо и ја пренесуваме Божјата порака, Божјата мисла, која е скриена, се разбира, во Божјата порака или во Евангелието, која што носи радосна вест. Оно што денеска не обкружува е огромна тага. Нешта кои што се движат во светот, нешта кои се негативни, нешта каде не носаат радост, ниту благослов врз животот на луѓето. Меѓутоа, Евангелието, кој го имаме во една ваква форма, зборува точно за радосната вест која што се случи пред 2000 години, дека Бог ја посети нашата планета и ја откри неговата, се разбира, суштинска љубов. Почитувани слушатели, навистина мене ми е мило и драго да можам на еден ваков начин да ви служам, да го проповедам и да ја изнесам најважната работа, а тоа е да ја изнесам радосната вест, да го изнесам Евангелието во кој ние имаме спасение. Всушност, преку Евангелието нам ни е обезбеден живот вечен, ни е обезбедено спасение и ние сме наследници, се разбира, на Царството Божјо. Дали Библијата е се уште актуелна? Тоа е всушност нашата вечерашна тема. Но зборуваме исто така за една многу важна тема, која што вели дека преку Библијата го гледаме и го разбираме падот на човекот. Всушност го гледаме гревот и ја гледаме непослушноста. Писмото, Словото Господово, не го крија гревот, туку Библијата го разоткрива гревот. Ние читаме од каде почнува непослушноста, од каде почнува првиот грев. Затоа што самото Свето Писмо ни открива дека непослушноста е грев и дека гревот е непослушност. Всушност човекот има избор, нема два или повеќе, има еден избор да одлучи, да донеси одлука. Или ќе го прави гревот, или нема да го прави гревот. Одлуката е наша. Ние одлучуваме дали ќе бидеме послушни или ќе бидеме непослушни според принципите или стандардите Божи. Читајќи го Стариот Завет, ние можеме да откриеме како Бог се однесувал со Божиот народ Израел, кога израелците го почитувале Бога и биле послушни кон Господа, но исто така кога не го почитувале Господа и биле непослушни. Всушност, кога зборуваме за овие две нешта,
Сепак Бог ни дал слободна воља да донесеме одлука, да размислиме и да донесеме одлука, се разбира, изборот е наш. Но, почитувани слушатели, една многу важна работа која што сакам ова вечер да ја пренесам е тоа дека без разлика што ние ќе одлучиме, каква одлука ќе донесеме во нашиот живот, сепак и двете нешта носат или имаат своји последици. Затоа треба добро да размислиме каква одлука ќе донесеме. Почитувани слушатели, затоа постои емисијата Гласот на вистината да ви помогне каква одлука, се разбира, треба да донесете. Иако вие сте тие кои треба да донесете одлука во вашиот живот. Ке бидете со Бога и ќе ја спроведете целата вечност со Бога, или ќе бидете одвоени за секогаш, се разбира, од Господа. Одлуката е ваша. Ние сме тие кои треба сепак да донесиме одлука. Меѓутоа, Бог сака послушни деца. Бог ќе сака послушноста и видовме преку сите овие серија предавања дека Бог е светлина и дека во него нема никаква апсолутно темнина. И дека Бог не прави никаков компромис, затоа што тој нема ништо заедничко со темнината. Бог не го сака грево, но го љуби грешникот. Затоа апостолот Јован Богослов го запишал ова: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, но да има, се разбира, и живот вечен. Почитувани слушатели, Бог не љуби, Бог не саква какви такви што сме, и тој не повикува, и тој сака да бидеме дел од неговото царство. Меѓутоа, одлуката е наша. Почитувани слушатели, не размислувајте дека има време. Еве, сами можете да видите се она што се случува денеска во светот и можете да констатирате дека стварно, на вистина, времето е толку многу близко и дека за многу нешто кои што ние ги планираме во нашиот живот, дека немаат време. Утрешниот ден, не заборавајте, не е наш, доволно е неговото зло. Многу нешто, повторно ќе се вратам, се случуваат денеска во светот. Но, почитувани слушатели, никој не знае дали ќе проживее. Што ќе му се случи во текот на денот, во текот на утрешниот ден, во текот на целата иднина, колку време ќе проживее, тоа не е во неговиот домет. Затоа сега е можноста, сега е вратата отворена на милоста, каде ние можеме да се спасуваме и каде ние можеме да влеземе, се разбира, во царството на нашиот небесен татко. Меѓутоа, како можеме да влеземе во царството Божјо? Само преку Исуса Христа и преку послушноста Божја. Бог сака да бидеме послушни и преку таа послушност, се разбира, да влеземе во царството Божјо. Затоа што оние кои припаѓаат на Христовото царство, тие се послушни, тие ги чуваат Божите заповеди, тие живеат според волјата Божја, ги пазат стандардите Божји. И тоа Бог го сака. Затоа, почитувани слушатели, зборуваме, како што кажав, за многу битна и многу важна тема. Дали сме послушни? Затоа што реков дека гревот е непослушност и непослушноста е грев. Видовме преку самата генеза, преку самото создавање, какви последици носи, се разбира, гревот. Видовме во минатата емисија неколку битни примери кои беа запишани во Стариот Завет. Например, еден од класичните примери кои што можевме да ги видиме, тоа беше Саул, првиот цар над Израел. Ја видовме неговата послушност, но исто така ја видовме Божјата реакција, како Бог реагирал, како Бог се однесува спрема сите оние кои се непослушни,
кои не ги чуваат Божите заповеди и не живеат според стандардите и според војдата Божја. Дека Бог го отфрли Саул во истиот момент, во истото време, кога тој не го послуша гласот Божјо. И Бог му вели преку устата на Самуил дека тој го отфрли него, не го послуша гласот Божи и дека Бог го отфрла сега него или му го одзема поточно царството негово и му го дава на неговиот ближен или на Давид. Зошто? Заради непослушноста. И ние минатата емисија малку повеќе се позанимававме со ова сторија, со оваа тематика. Зошто царството му беше одземено на Саул, на првиот цар, кој владееше 40 години, а му беше даден на Давид. Но кога ќе читаме преку Словото Господово, исто така Библијата зборува за Соломон. Соломон е синот на Давид, кој што беше наследник, оној кој требаше да управува со народот Божи, оној кој што требаше да седи, се разбира, на царското столче. Почитувани слушатели, првите чекори беа богоугодни на Соломон, синот на Давид. Но Бог го предупреди Соломон, како што го предупреди и Саул, како што го предупреди и Адам, како што денеска и нас, се разбира, не предупредува преку Словото Господово, преку Духот Свети и така натаму. Но човекот понекогаш го избира својот пат и не го слуша Божиот глас. Напротив, го заглушува Божиот глас и трга самиот по себе си. И кога ова го правиме, ние не најчесто, туку секогаш грешиме. Секогаш го подгазуваме зборот Божи. Но Бог не сака да биде подгазен или да биде подгазен неговиот збор. Тој сака да бидеме послушни. Господ го предупреди Соломон да внимава што прави со сите оние други народи кои го обкружува Божиот народ, се разбира Израел. Всушност, Бог го предупреди да не зема туги жени надвор од племето Израилево. Но Соломон не го послуша гласот Божи и тој си земаше толку многу жени. Библијата зборува дека Соломон имаше 700 венчани жени и 300 љубовници, вкупно 1000 жени. И тие жени го растргаа неговото срце и Соломон падна во длабока непослушност, во длабок грев и почна да му служи на други богови. И Бог се разгневи поради непослушноста на Соломон, синот на Давид. И што Библијата ни зборува по прашање на Соломон? Дека Бог му го одзеде царството на Соломон и дека само му остави едно племе, и тоа заради неговиот татко Давид. А исто така, читаме дека царството му го даде на неговиот слуга Јеровоам. Значи, зацари царот Јеровоам и оттаму гледаме како царството Израилево се дели на два дела, на горно и долно царство, на северно и на јужно царство. Зошто? Заради непослушноста на Соломон. Соломон не го послуша гласот Божи, туку ги послуша жените кои доаѓаа од другите народи и падна во длабок грев. И тоа, се разбира, Бог не го толерираше, следуваше казна. Библијата вели дека Бог му подигна противник на Соломон и му го одзеде царството негово. Зошто? Поради неговата, се разбира, непослушност. Почитувани слушатели, постат уште доста примери кои можеме да ги видиме преку Светото Писмо. Затоа ви препорачувам, читајте го Светото Писмо, ќе видите какви цареви владееа во горното и во долното царство. И дека тие беа непослушни и затоа знаеше Господ, се разбере, заради нивната непослушност да ги казни
или да му подигни противник. Но се разбира, наредната емисија ќе зборуваме исто така за оваа тематика, по прашање на непослушноста, ако даде Господ да бидеме здрави и живи. Дотоаш имајте убава и благословена вечер, се разбира, и Господ нека биде со сите вас. Пријатна вечер.